заменик председателке. Ќе почнам од крајот. Еве, јас се нудам да ви помогнам, ако сакате заедно кажеме да го поднесеме комисиски тој амандман, да изнајдеме средства во буџетот, за да тој регионален пат кој што го кажавте, се обезбедат средства и веднаш да се стави во би рекол операционализација. Еве, како ја го давам предлог, се уште дефинитивно не е одлучено што ќе биде со тие средства со тој заем, но можеме да скратиме од повеќе средства, тоа е 1 милиарда денари повеќе за плати, па ајде да скратиме од платите и да ги пренамениме средствата да се изгради тој пат. Еве, ви нудам, подавам рака, јас и вие заедно комисиски ќе го поднесеме, ќе најдеме и ставката и сум за изградба и секогаш ќе поддржувам кога се бараат да се одвојат средства за сите проекти кои што добрбит за граѓаните, така да уште еднаш ќе повторам, ви стојам на располагање, ви кажав од каде можеме да земеме пари. Еве, можеме да не му дадеме на Оливер Спасовски 2200% да набавува нови возила, можеме да го изградиме тој пат заради тоа што сметам дека во овој момент на Оливери не му се баш толку потребни. Се согласувам со вас, тоа ми беше и поентата на мојата реплика и затоа се јавив не за да полемизирам, дека сите овие бројки на крајот треба граѓаните да ги почувствуваат. Зошто сме толку гласни за расходната страна на буџетот? Затоа што сметаме дека се трошат на непринципиелни трошоци кои што не додаваат додадена вредност. 4,4 милиарди евра имаме, најголем буџет, а тука пола од дискусијата што имавме ја потрошивме на тоа дека масовото е поскапо, дека кошничката расте, дека има економска криза, дека има здравствена криза, дека ќе дојде енергетска криза и џабим се на граѓаните сите овие средства кои што ние ги споменуваме ако тие не живеат подобро. Да живееа подобро може ќе беше поинаку, но не живеат подобро и тоа не е некоја флоскула која што ние треба сега тука да ја разменуваме, затоа што на крајот од денот кога ќе заврши комисија, сите ние ќе сидеме дома и ќе треба со тие луѓе да поразговараме. А сите знаеме општото мнение на јавноста и еве ќе се повикам на авторитетот на синдикатите, нема да бараат синдикатите да се би рекол покачи таа минимална ли плата или општите плати да растат пропорционално и експоненцијално со трошоците на живот ако се живее подобро. Значи факт е дека не се живее подобро од оној што го кажавте за расходна страна, ајде да не зборуваме за 2020 година, затоа што беше година кога еве пандемијата се појави. Ајде да зборуваме за 2019 година, да ја земеме некоја година како репер. Во овој буџет вие имате 25% повеќе средства предвидено за расходната страна во буџетот од година, значи кога немало никаква пандемија или би рекол одредено случување кое што било невозможно да се предвиди, а кое што било дотолку големо за да може да ги моделира сите останати ситуации од аспект на буџетско планирање. И тоа значи дека вие сега имате во овој буџет, споредено со буџетот за 2019 година, 75 милиони евра повеќе за стоки и услуги, односно имате 80 милиони евра повеќе за плати. Сега, тука доаѓа, мене морам да го искоментирам. Ако значи дека има 80 милиони евра повеќе за плати, тоа значи дека од 2019 година до 2022 година по основ на нешто таа сума се зголемува. А нема друг основ, освен ако нема повеќе вработени во државниот апарат, нешто што директно иде спротивно на тврдењата на вашата колешка од преска што ги кажа 15:1. Ние реагираме за ова затоа што сметаме дека на вака поставени основи овој буџет е неодржлив и неразвоен. Веќе сме скоро над една година, колеги. Во оваа една година имавме можност да носиме ребаланс за 2020 година, буџет за 2021, ребаланс за 2021 и буџет за 2022 година и сите тие забелешки се исти. Буџетите растат, расходната страна расте, приходната страна е тука некаде или ќе се зголемува ако мислиме дека треба да наплаќаме повеќе даноци, луѓето не живеат подобро. На крајот од денот, пластично како се објаснува тоа е, сите ние сме плаќачи на данок. Граѓаните се плаќачи на данок и ние го полниме буџетот. Логичното прашање пластично што се поставува, зашто плаќам јас данок? Или конкретно, јас кога плаќам данок во буџетот, сакам нешто да видам. Дури да е улица, дури да е чешмичка, фонтана, нешто јас плаќам од мои пари и сакам да видам дека нешто се гради. Сега ако јас слушам на телевизија кога ќе отидам дома, после работа дека 4,4 милиарди буџет, кој ќе во овие 2-3 недели изминати и тие што следуваат, ќе го слушам заменикот министерот, ќе слушам од опозицијата експерти, ќе ги слушам пратениците, како велат 4,4 милиарди, волку милиони евра, нолку милиони евра, а јас не сум видел ништо изминатите 4-5 години. Апсолутно ништо не сум видел. Добро, првите 2-3 години ќе се вадиме, овие пред нас не беа добри. И во ред, не биле добри, паднале, сега вие сте на власт, ајде да видиме вие што ќе направите. И сега вие плаќате данок 4-5 години, а не гледате ништо. И ние за тоа се буниме.
И како да ви кажам, не се случува некој напредок и луѓето тоа го приметуваат. Еве, ајде не ја спуштам дискусијата, нема да споменувам избори, но имаше луѓето се изјаснија. Значи нешто не е во ред. Ме разбирате? Сега ако нешто не е во ред, ја не велам дека вие пратениците сте виновни, но дајте тие што го концепираат буџетот изминативе 5 години, нека променат нешто во тоа како го концепира. Значи се сменија 4 министри, мислам дека сегашниот е 4-ти. Повторно ништо се случува. Попластично не знам од ова како да ви го кажам. Сега ние само го зголемуваме буџетот, само кажуваме дека повеќе пари ќе се потрошат за ова и за она, но вие ќе им се помогне, но ние ќе им се помогне, а сите се незадоволни. Значи нешто се случува, некаде тие пари завршуваат. Еве, ја спомнувате таа обврзница од 2014 година. Да, точно е, била пола милијарда евра. Во оваа година се раздолжило, но ние за наредната година немаме да вратиме обврзница, а 800 милиони евра ќе бидеме должни. Она што денеска го видов, велите проекти, капитални инвестиции, да помогнеме да се реализираат, но имаше допис излезе во јавноста од Европската банка, каде што ги стопираат средствата за изградба на клиничката болница во Штип, заради тоа што не се задоволни од начинот или од процентите како се развива таа болница, односно како се гради. 13,43 милиони луѓето праќаат допис, документот го имаме, каде што велат веќе е доста, ние таму пари не даваме, заради тоа што во изминативе 4 години не се случува ништо. Тука е вториот проблем. И затоа ние се буниме. Дури и да има пари, дури и тие пари да се тука, со тие пари не се случува ништо. Затоа што не може вие да имате таква очен процент на реализација на капитални инвестиции, а од друга страна секоја година да се трошат на договорни услуги, на плати и некаде таа расходна страна да завршува. Тука е нелогиката и тука ја адресираме нашата критика кон буџетот. Да има некои ставки што ние сме ги нашле, вие ќе велите да така е, ние ќе велиме не е така, ама на крајот луѓето што не слушаат треба да видат нешто од ова што го зборуваме ние. А за волја на вистината не го гледаат. И еве ве почитувам на некој начин што би рекол колегата Велковски. Ајде во овој буџет треба да се најдат средства за да им помогнеме на луѓето за ценовниот шок кој што затоа што не знаеме дали ќе дојде, па ајде ќе анализираме, затоа што ќе дојде побрзо отколку што очекуваме. Сите велат после нова година, ама нова година е за скоро месец и половина од сега. Чинам да, толку. Дајте, можеме заедно сите во наредниот буџет да предвидиме средства за луѓето да не го почувствуваат, што ќе биде навистина многу тешко. Се очекуваат големи поскапувања и за индустријата и за граѓаните. Сметам дека барем за тоа можеме да најдеме заеднички јазик и барем за тоа да им помогнеме на луѓето. Благодарам.